4-та седница на Комисијата за европски прашања врз ова седница се прекина денес и врз основа на записникот од истата остануваме на амандман 22. Кај делот за пријавени за збор, следен пријавен за збор е госпоја Гордана Силјановска-Давкова. Проведете, професорке. Ви благодарам, бидејќи и во овој амандман, како и во многу други претходни, да подсетам, се инсистира на согласност на општината, односно на единицата на локалната самоуправа, а не на мислење, и согласноста се врзува за представничкото локално тело Советот. Мене ме интересира, бидејќи јас проверив и јас можам да ви набројам денеска барем 10 држави на Европската Унија, каде што истава постапка се бара, значи согласност, а не мислење, и се активира Советот. Ме интересира да ми покажете, бидејќи зборувате за концепт, на кои компаративни модели вие го засновате вашиот концепт, да ми дадете примери. Јас ќе ви дадам одма пример: Исланд, Швајцарија, сите скандинавски држави, Португалија, Шпанија. Молам да ми наброите вие кој е тој концепт. И друго, не можам да не посочам, многу би сакала да го видам министерот овде. Зошто? Ама еве и вас, бидејќи во преглед на регулативи од други правни системи и усогласеност на предлогот на законот со правото на Европската Унија, се повикувате на директивата 206/123 на Европскиот парламент и на Советот на Европа. Еве ја прочитав директивата, ја донесов и овде на англиски, бидејќи во нашиот деловник има одредба која што вели дека точно треба во законот да се наведе кој член од овој закон се усогласува, се хармонизира со кој член од директивата. Еве, јас одговорно тврдам дека ниту еден таков член, еве ќе ви ја донесам директивата, не постои, во кој што се усогласува. Меѓутоа, во оваа директива, која се однесува on services in the internal market, значи за услугите на внатрешниот пазар, на многу места се инсистира на високо ниво на заштита и подобрување на квалитетот на амбиентот, а богами и на почитување на основните права во членките на ЕУ. И јас, значи, се споменува и Конвенцијата за фундаментални права, и јас постојано повикувам на правото на здрав живот и на здрава животна средина. Еве, ова ме интересира во поглед на овој амандман, ама и во поглед на останатите. Во меѓувреме, за да ви помогнам, бидејќи нешто вчера чувме околу некое усогласување со невладините организации, да, денеска од значи, како се вика, од еко коалицијата, бев прашана дали имаме денеска седница. Јас не знаев, Сабајле, меѓутоа одговорив дека имаме. Дали сте имали некакви усогласувања? Не сме имале. Што е она што е најважно во амандманите што не ги предложивте? Согласноста и, значи, држете ме за збор, согласноста и јавната расправа за да се консултираат граѓаните. Па ме интересира да ми одговорите, еве како што јас овде наведувам, вие, бидејќи вие предлагате закон. Ви благодарам. Пратеничке,